На Преспанското езеро му се заканува катастрофа и за неколку децении исчезнување од мапата на природни езера. Професорот од Техничкиот факултет во Битола Дејан Трајковски вели дека ваквите тврдења ги подкрепува врз основа на сегашниот тренд на намалување на нивото на езерото, кое во изминатите неколку децении изгубило речиси половина од неговиот волумен, одстапување од досегашната цикличност на нивото со период од 25 до 40 години, како и прогнозите за намалување на количеството на врнежи. Според анализите на Агенцијата на Обединетите нации за глобално затоплување, врнежите во земјава до 2100 година може да се намалат за 35%, а според некои песимистички сценарии и до 50%, вели тој. Дури и без земање предвид на тие намалени врнежи, со сегашните трендови, доколку намали ова просечно намалување со темпо од околу 18 см годишно, за околу 50 до 60 години може да се случи целото Преспанско езеро, односно најголемиот негов дел, најголемата површина, околу 90%, да пресуши. Најголемиот дел од езерото може да исчезне слично како Аралско езеро во Централна Азија, бидејќи дното е рамно како тепсија, моменталната состојба е од само 10 до 11 метри. Во тој случај од езерото би останале само 4 поголеми јами, од кои најголемата и најдлабока би била околу 30 метри длабока на влезот од Нивичкиот залив во Грција, и останатите 4 јами се на наша територија, во близина на ртот Којско, во близина на Стење, потоа потонатината помеѓу Асамати и Претор и ровот од Сливница кој се протега во насока на Долно Дупени. Само таму би се задржале 4 јами со длабочина до околу 10 метра, додека најголемиот дел може да исчезне. Трајковски вели, уште сега се забележуваат промени на формата на езерото, поради намалување на неговата површина. Според старите податоци, таа изнесувала 284 квадратни километри, а сега само 259. Студијата на Градежниот факултет во Скопје од 2021 година лоцира неколку причини за ваквата состојба. Тоа се наводнувањата на обработливите површини со вода од езерото, преградување на конекција меѓу малото Преспанско езеро во Грција со големото езеро, како и префрлувањето на вода во Корчанскиот систем за наводнување во Албанија. Со зголемување на температурите во сливот на езерото се интензивираат изведувањата на нови брошотини за индивидуално црпење на вода и локално наводнување. Сите овие човекови активности директно условуваат брзо спуштање на водостојот на водите во езерото, а зголемените температури на воздухот, намалената влага на воздухот и ветровите го забрзуваат процесот на испарување, што доведува до забрзано губење на големи количини на вода. Од пресметките се добива дека на езерото годишно му недостасуваат 53 милиони метри кубни вода. Неопходно е трите држави кои го делат езерото, Северна Македонија, Албанија и Грција, заеднички да најдат начин за ублажување на проблемот. Најпрво да започнат со редовен мониторинг на нивото на езерото, изработка на прецизни батиметриски мапи, меѓутоа пред се да се воспостави, јас сметам, врската, односно дотекот на вода од малото во големото Преспанско езеро. Бидејќи во малото Преспанско езеро дотекува голема притока од грчка страна и тоа секако би помогнало на големото Преспанско езеро. Секако и да се ограничи наводнувањето на јаболковите и другите насади. Во студијата се предлагаат и други мерки. Контрола на сите водоотеци кои придонесуваат со свој водни количини во водите на езерото, контрола на подземните води, контрола за запирање на истекот кај местноста Грло во Албанија, мониторинг на изворите на Црн Дрим кај Свети Наум, изворите кај Тушемишта во Албанија. Професорот додава дека во однос на максималното ниво на езерото од 1962 година, намалувањето на неговото ниво е меѓу 10,5 и 11 метри. На одредени места езерото во далечина е повлечено и до 3 километри. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.